Добар ден, почитувани ученици. Моето име е Мире Младеновски и за денес јас ќе бидам вашиот виртуелен наставник по историја. На овој час ќе зборуваме за Балканот во Првата светска војна. Вие веќе учете за Првата светска војна глобално општо, што и како се случувало во Европа и во светот, а овој час кој е посветен посебно на Балканот и балканските држави, но не само на балканските држави, туку и на балканските народи без своји држави. Најпред да се подсетиме на картата на Балканот непосредно пред почетокот на Првата светска војна. И кои држави тука постоеле? Покрај Австро-Унгарија, која што заземала скоро половина од Балканскиот полуостров, тука се наоѓале независни држави, како што се Србија, Црна Гора, Албанија, Грција, Бугарија, Романија и Отоманската империја. Така да на овој час ќе зборуваме за секој од овие посебно. Подосна ќе зборуваме и за некои балкански народи кои што немале своја држава, живееле на територијата од Австро-Унгарија, како што се словенците, хрватите, бошњаците, а за народот кој што нас најмногу не интересира и како учество имал за време на Првата светска војна, тој македонскиот народ, ќе зборуваме на некој посебен наставен час, после ова наставна содржина. Па да почнеме од почеток. Првата држава, за која што ќе кажувам, е Кралството Србија, кое што учествувало во Прва светска војна на страната на Антантата, сушност, со еден воен судир кој што ќе започне помеѓу Србија и нивните соседи Австро-Унгарија, кај местата Цер и Колубара, а тие се прикажани со оваа звезда на картата, ќе формално и ќе започне Првата светска војна. Во оваа битка српската војска, иако помалобројна, ќе се покаже како доволно моќна и силна за да го одбие нападот на Австро-Унгарија, што по друга страна ќе примора Австро-Унгарија да побара помош од својот сојузник Германија и со заеднички сили повторно да нападнат Србија. При тој повторен напад Србија ќе биде поразена и незината војска ќе биде приморана да се повлече надвор од незините територии, онака како што на картата ви прикажа оваа црвена линија, при што гледате дека тие се повлекувале преку територијата на Црна Гора, Албанија, кој што им дозволиле тоа да го сторат, и потоа од брегот на Албанија, со помош на француски воени бродови, биле префрлени на островот Крф, кој што и припаѓал, и денес се припаѓа на Грција. Таа 150.000 војска успела да се спаси од заробеништво и подосна ќе биде употребена за ослободување на Србија, кога за тоа ќе се створат услови, а за таа работа ќе станува збор малку подоцна. Така да Србија имала вакво учество во оваа Прва светска војна, ќе успее повторно да ја ослободи својата територија, откако ќе биде отворен така наречениот Македонски фронт, кој што после ќе спомнеме и ќе го прикажеме. И што се однесува пак до нивниот сосед Црна Гора, тие во оваа Прва светска војна ќе имат сосема слично искуство и учество. За време на повлекувањето на српската војска преку нивна територија, црногорската малобројна војска успешно ќе се спротивстави на австро-унгарската војска и со тоа ќе овозможи на Србија да без загуби се повлече кон островот Крф и тие, значи Црна Гора за време на Првата светска војна ќе има учество на страната на победниците, на страната на Антантата. Следна држава за која што би сакал да зборуваме, тоа е Албанија, која што Албанија само што беше создадена неколку години пред почетокот на Првата светска војна. Да ве потсетам, нели, оваа Прва светска војна всушност на Балканот представува еден вид на продолжение на балканските војни, бидејќи сите овие балкански држави учествуваа во така наречените балкански војни, прва и втора балканска војна 1912-1913, а недолго потоа ќе започне Прва светска војна. Албанија во текот на Првата балканска војна ќе се стекне со државност, така да тие како многу млада држава се нашле во една незгодна ситуација каде што и едната и другата завојувана страна, централните сили Антантата ги принудувале да земат учество, а тие одлучиле да заземат неутрална страна во оваа Прва светска војна со намера да зачуваат младата и кревка држава
Но и без разлика на нивните желби, самата територија на Албанија ќе стане поприште на војна, бидејќи и без одобрени прашања централните сили и Антантата ќе навлезат на територијата од Албанија и тука активно ќе војуваат помеѓу себе. Грција во почетокот на војната прогласила неутралност. Од причина што во самата Грција постоеле несогласување околу тоа на која страна да се приклучат во војната, дали на централните сили или на страната на Антантата. Они кои што биле за приклучување кон централните сили биле предводени од тогашниот крал на Грција Константин, а они кои што биле за приклучување на Грција кон Антантата биле предводени од тогашниот премиер Венизелос, кој што има голема популарност во Грција. Ова опција на Венизелос на крајот ќе превагне и ќе, условно кажеме, победи во Грција, така да Грција од 1916 година ќе се приклучи во војната. Тоа пак ќе биде многу значено за Антантата, бидејќи тие ќе исторат бројни своји војски на територија од Грција и од тука ќе отворат еден нов фронт на војување, кој што е познат како Македонски фронт и кој што на запад се протегал од Драч во Албанија, значи приморски град Драч, па на исток до Халкидичкиот полуостров. Тука се наоѓале бројни војски, на југот нормално војските на Антантата, на северот биле војските на централните сили. Така да се отвори еден нов фронт кој што во историјата не е познат само како Македонски фронт, уште е познат под името Солунски фронт, Ориентален фронт, Јужен фронт, Балкански фронт, но ние во нашата историографија го нарекуваме Македонски фронт и за него ќе зборуваме повеќе на следниот наставен час. Што се однесува до улогата на Бугарија во Првата светска војна, таа имала активно учество. Иако во почетокот се обидувала да биде неутрална, сепак таа во војна влегла на страната на централните сили. Главна причина за тоа било нејзиното незадоволство од претходно загубените балкански војни, каде што таа била незадоволна од територијалното проширување и имала намера преку оваа Прва светска војна територијално се прошири пред се врз територијата на Македонија. Меѓутоа, знаеме, веќе од претходната наставен час, дека централните сили ќе бидат поразени, а со тоа ќе биде поразена и самата Бугарија. Романија, исто како Бугарија, во почетокот не учествувала во војната, имала неутрален став, иако и од двете страни се вршил врз нејзе притисок да учествува во оваа војна, но во 1916 година сепак ќе се одлучи да се вклучи на страната на Антантата, бидејќи нарочно за тоа што било ретено дека како награда за учеството во војната ќе може да добие свое територијално проширување, што и ќе се случи после војната, но подоцна ќе ви кажам нешто повеќе за тоа. Што се однесува пак до Отоманската империја, таа самоволно се приклучила во оваа Прва светска војна и се приклучила на страната на централните сили и нејзина главна идеја, главна намера била да некако изнајде начин повторно се врати на изгубените територии од Балканскиот полуостров и ќе да се посетиме уште еднаш 2 години предходно, односно 3 години предходно, Отоманската империја ќе биде протерана од Балканскиот полуостров после 500 години владење со тој простор. Сега, ова голема Прва светска војна, Отоманската империја сакала да искористи за повторно се врати на Балканскиот полуостров. Меѓутоа тоа нема се случи, веќе Антантата ќе биде поразена и напротив, не само што нема се врати, туку ќе изгуби уште поголем дел од територијата кој што до тогаш го поседувале. Ете, зборувавме за секоја од балканските држави какво учество имала за време на Прва светска војна и можеме само да се подсетиме, односно некако да изрезюмираме. Тоа графички го прикажам на оваа карта, каде што со светло сива боја се прикажани државите од Балканот кои што учествувале во Првата светска војна на страната на Антантата, на страната на земјите победници. Тоа се Црна Гора, Србија, Грција, Романија, додека со темно сива боја се прикажани Бугарија и Отоманската империја како држави кои што војувале на страната на централните сили, односно биле поразени. И од минатиот час се сеќавате дека после Првата светска војна во Париз се одржале Париски мировни договори, на кои што земјите победници требало да бидат наградени, односно земјите поразени да бидат казнети
Обично тоа казнување се врши на тој начин што им се одзема територија и мора да плаќаат воена одштета на земите на кои што им ја нанеле. Но покрај тој главен договор кој што се потпишал во Париз, се потпишале и два, така да кажеме, други, кои што нас не интересира, други меѓународни договори, како што се Нејскиот мирен договор и Северскиот мирен договор. Нејскиот мирен договор бил договор помеѓу Бугарија и соседните земји со кои што таа војувала за време на Првата светска војна. Според тој Нејски договор, Бугарија територијално била намалена за сметка на Грција, Србија и Романија. Згор на тоа требало да им исплаќа и војна одштета. Така да Бугарија изгубила територијата кој што дотогаш имала и овозможувала излез на Егејското море. Понатаму изгубила дел од дотогашната своја територија, тоа е градот Струмица со околината, кој што дотогаш бил во Бугарија, секи припадне на Србија. И всушност од ова Прва светска војна Бугарија излегува како поразена и како територијално смалена држава. И што тоа ќе се случи на Отоманската империја, која што ќе потпише друг договор, така наречен Северски договор, кој што го потпишува со Грција пред се. И резултат на овој Северски договор е тоа што Отоманската империја ќе ги загуби сите острови, скоро сите острови во Егејското море, кој што тогаш ги поседувала, и ќе загуби еден дел од континентална Европа, односно територијално таа ќе биде намалена до мерка да само градот Истанбул остане во нејзини раце, што се однесува од Балканот, односно од европскиот дел. И ќе владе само со двата протока Босфор и Дарданели. На почетокот часот ви ветив дека ќе зборуваме за народи кои што немале своји држави, а учествувале во Прва светска војна. Тука пред се мислев на словенците, хрватите и бошњаците, кои што во времето на Првата светска војна живееле во склопот на Австро-Унгарија. И тоа не биле единствени народи кои што тука живееле, меѓутоа ова е част на кој што зборувам само за балканските народи. И вредно да се напомни дека овие три народа кои што ги спомнав, словенци, хрвати и бошњаци, не сакале да учествуваат во Првата светска војна, бидејќи не ја чувствувале како своја, но и без разлика на тоа биле приморани, мобилизирани од страна на австро-унгарската власт. Но добар дел од нив ја користиле секоја можност за време на војните судири да дезертираат, да бидејќи не ја чувствувале оваа војна како за своја. Меѓутоа, после Првата светска војна, со одлуките на Париската мирна конференција било донесена една од одлуките била да се укине Австро-Унгарија, односно нејзината територија да се подели и да се создадат неколку нови држави, меѓу кои што нови држави е и кралството на србите, хрватите и словенците. Така да овие народи што веќе ги спомнав, словенци и хрвати, здружувајќи се со државата Србија, ќе создадат една нова држава, меѓутоа нема повеќе да ја кажам за нејзе, бидејќи имаме една настана содржина целосно посветена создавањето на ова кралство на србите, хрватите и словенците. Со еден збор, Балканот не бил поштеден од Првата светска војна. Сите земале учество, некој платен, некој попасивно учествува Прва светска војна и картата на Балканот повторно е прекроена уште еден пат после оваа Прва светска војна, што се разбира ќе доведе до тоа да непријателствата станат уште поголеми, сепак има незадоволни од ова прекројување на границите. И тоа незадоволство ќе рефлектира со влошени односи помеѓу државите кои што учествувале и опстојувале на Балканот и после Првата светска војна. Ете, се надам дека успеавме да разбереме што и како поконкретно се случувало овдека на Балканот и која држава какво учество земала во Првата светска војна. А за тоа што се случувало во период помеѓу Првата и Втората светска војна на Балканот имаме посебна настана содржина и тогаш ќе зборуваме повеќе за тоа. Да сега ви благодарам за вниманието и посакам убав ден и се гледаме повторно некој нареден